Неделно интервју на порталот ЗУМК. Јас сум Насер Салмани, а во продолжение ќе следите разговор со Насер Рауфи, адвокат и бранител на осудените во случајот Монструм. Господин Рауфи, благодарам што прифативте разговор за ЗУМК. Врховниот суд го врати на повторно судење случајот Монструм, а Скопскиот суд ги осуди повторно осомничените за убиството кај Смисколско езеро со драконски казни. Можете да ни кажете кои беа насоките на паствијата на Врховниот суд за понискиот суд? На паствијата на Врховниот, на највисокиот суд на Република Северна Македонија беа така концизни и јасни и навистина изненадува што воопшто и не е постапено по таквите нападства. Така, например, Врховниот највисокиот суд констатира дека во овој конкретен случај нема докази по однос на тоа кои се сторителите на овој гросоморен настан. Така би цитирал од Врховниот суд, има навод дека во случајов не се знае, не е докажано кој во кого пукал и со што пукал, ако се земе предвид дека ни оружјето не е најдено, нити има па директен очевидец кој го гледа овој, значи, морбиден настан, и многу се јасни на паствијата и по однос на ДНК-то што е пронајдено во Опел возилото, така да се произнесува Врховниот суд бидејќи упатува на тоа да се констатира дали се тие наслоните каде што наводно е најден ДНК профилот на Лил Демири, на првообвинетиот, дали се тие монтажни, демонтажни, дали се фиксни, какви наслони се, од каков материјал. Значи, очигледно е дека беа тие демонтажни, не беа фиксни наслони и дека беа подобни токму да бидат и од други возила, како што и наведува самиот Врховен суд, наведува дека тие наслони не се исти, што упатува на тоа дека се земени од друго возило, не се од ист тип. Значи, дубиозите да бидат уште поголеми. Зошто овие луѓе се осудени? Ние очекуваме, право да ви кажам, дека јавниот обвинител од оддел за организиран криминал да ги повлече спрема сите обвинението. Навистина сме изненадени зашто остана практично на истото обвинение. Согласно на паствијата на Врховниот суд, практично овие се сите ослободени. Тоа може да се види од неколку пасоси од одлуката, од пресудата на Врховниот суд, каде, например, Врховниот суд констатира дека нема практично докази кои овие лица би ги инкриминирал со некакво действие. При повторното судење, таксативен е Врховниот суд, побарува докази други, односно цврсти докази, а што се случи во конкретниот случај? Не да немаше нови докази, мада тоа некако во јавноста се представи на поинаков начин. Се представи како да ние од одбраната не најдовме ништо ново. Практично се воспостави една обратна ситуација. Не бедме ние тие кои сме задолжени согласно одлуката на Врховниот суд да бараме или да најдеме други докази. Туку јавното обвинителство, органот кој гони, тој требаше според тие напасија да најде други цврсти докази, бидејќи овие докази беа сосем несигурни и уопште не упатува дека се ова сторителите. Нема практично очевидец, што е неопходно, кој ќе каже кој е сторителот, со што пукал, во кого пукал, во кој оштетен. Дури на тоа инсистира Врховниот суд. Што се случува тука? Тука дури имаме ние некои очевидци, меѓутоа не на ликвидацијата, не на громозорниот чин, туку на околноста кои лица ги виделе во време на извршувањето. Непосредно, 1-2 минути може би пред грозоморниот чин. Тоа се 4 сведоци кои, од кои ги видоа физиономиите на главната расправа на претрес во тоа време, на главниот претрес, они беа категорични дека овие не се лицата дури кои ги виделе на лице местото. И дека дури рекоа едногласно сите дека овие луѓе вие ги земавте на врат. Не ги земајте на врат. Сите беа, значи, категорични дека ова не се лицата кои ги виделе. Значи, толку беше јасен со напаствија Врховниот суд. И што се случи? Се случи практично дека не се пронајде некој нов цврст доказ, евентуално на што инсистираше Врховниот највисокиот суд, туку еден од круцијалните наводни докази, тоа е загрозениот сведок, ако се сеќавате еден, значи изјави практично се базираше 90% можам да кажам простепената пресуда, практично тој отпадна од игра, да се изразам.
Како? Така што ние докажаме како одбрана дека тој не можел да го види лицето сами Љута, на кој инсистира дека го видел во 3 наврати, и тоа денови, па и на самиот ден на грозоморниот чин, така го докажаме со сведоци, со снимки, со такви докази цврсти, согласно кои беше јасно дека овој обвинет во тоа време на извршување на делото наводно немал долга коса и тоа до рамена 30 сантими, како што инсистираше загрозениот, лажниот, можам да кажам слободно, сведок, туку косата му била сосем кратка. Многу кратка косата. Тоа го докажаме, значи, не само со вербални, туку и со материјални. Со снимка од една свадба која се случи, на која тој присуствуваше, точно 50 дена пред овој настан на 19 февруар, настан, знаете, на 12 април. Значи, не било може да му порасне толку косата, со што практично и самиот првостепен суд го ослободи. Види дека на вистина овој не можел да биде физички присутен, па се постави едно прашање природно. Ако за него не ја збори вистината, очигледно за сами Љута, тогаш сигурно не ја збори ни за другите. А ако тоа се земе предвид при тоа дека при еден од неговите изјави дури наведува дека видел друго лице, па кое после го приначува по име, тој се повикува на лицето Алмир Дрпљани, па после као инсистира дека сепак тој е Алмир по име и презиме и на неговата слика останува, иако го гледа практично на главниот претедел лицето Агим Исмаиловиќ, што воопшто не личат еден на друг. Дури обратно, може да се каже дека се сосем спротивни другчи физиономии. Значи дека отпадна сосема и од страна на јавното обвинителство, да беше навод и на јавниот обвинител дека нема да се базира, значи обвинението веќе на изјавите на овој, како што ви реков, првобитно круцијален сведок. Не само тие изјави негови и другите изјави, имаше дадено 6-7 изјави, упатува на тоа дека ова лице воопшто не било на местото на настанот и секако имал некој интерес свој, за да сведочи. Меѓутоа, и што е поинтересно, тоа нешто го констатира првобитно и Врховниот суд во одлуката. Врховниот суд дури го констатира дека изјавите на загрозениот сведок еден се контрадикторни во многу наврати. Значи, тука се обходувал јавниот обвинител и по тие напастија. Само тука мислам дека се обходувал. И замислете, место да додаде цврсти докази, што е задача, улога и напастието се однесува секако спрема јавниот обвинител. Врховниот суд побарува од јавниот обвинител да најде други цврсти докази, бидејќи овие докази воопшто не докажува дека овие се инволвирани во овој грозоморен чин. Напротив, значи не само што не докажа. Можете ли да објасните на гледачите кои се тие докази 1, 2, 3 на кои што еве обвинителството го базира неговото обвинение? Значи може овие да ги групираме во 4 групи, јас би ги групирал. Првиот доказ беше, како што споменав, главен доказ за грозениот сведок е еден, кој отпадна сосема, да речеме, тој не е воопшто ни спомнат во завршниот збор, ако се сеќаваат и на јавниот обвинител. Дури напротив, јавниот обвинител укажува на тоа во завршниот збор дека тој сведок не го зема предвид, значи што е од круцијална важност. Тој замислите на кој што се градеше цела првостепена и второстепена првобитна пресуда. По два, тука се зема наводната изјава на обвинетиот Хаки Азири, кој наводно рекол во изјавата која дава како загрозен сведок, меѓутоа која повлекува. И изјавата која наводно ја дава пред Израелска судија, за која вели дека е дадена под изнода, под тортура. И тоа многу убаво неговиот бранител во случај Асмир Али Спајич го објасни во што се состои таа психичка првенствено тортура. Еден убав опис во неговиот завршен збор. Значи, овој сведок, како што констатира, ќе се вратам на одлуката на Врховниот суд. И самиот Врховен суд во напасвијата вели дека овој сведок не може да е релевантен доказ. Од причина што овој практично, тоа го знаеме, не ни бил присутен на местото на настанот. Овој тоа што го збори постфестум, тоа го збори многу после настанот. Наводно кога ги возел обвинетите Алил и Африн со своето ПМВ. Значи, немаме очевидец сепак директен. По 3. Се зема како круцијален доказ ДНК профилот што го споменав од лицето Алил Демири од првообвинетиот кој замислите е пронеден во ПМВ Опел Омега кој е далечено од местото на настанот цели 18 километри. Па се поставува прашањето при немање на докази дека ова возило учествува во овој чин на злосторство. И при ситуација кога и самиот Врховен суд констатира дека тој ДНК профил е, како да се изразна подадекватно, е најден на некое
несигурно практично место, односно сомнително место. Зошто? Замислете пронеден на наслонот на задното седиште, на еден од наслоните кои се докажа дека се монтажно-демонтажни, кои се вадат и замислете дури не се сите исти, што упатува на тоа како што го констатира Врховниот суд при увид на сликите, дека се различити наслоните, што значи дека тој наслон е подметнат. Меѓутоа, дури и да е пронеден и да не е подметнат, на што упатува тој ДНК профил? Не упатува на ништо. Немаме никаков доказ прво за ПМ Опел Омега дека било во време на настанот, на што упатува и доказот број 4, за кој сметам дека се овие 4, а тоа се анализата извршена на земја, што испадна на вистина проблематична, крајно проблематична. Зошто? Првобитно, ова вешталица Снежана Николовска тврдеше дека извршена анализа лабораториска со софистицирани некои инструменти и дека е утврдено точно кои елементи, набројувајќи ги тоа дека се пронајдени елементи од кобалт, магнезиум и така натаму, дека извршена таква анализа на местото на настанот на Смилково езеро, при тоа заборавајќи дека она требаше да изврши анализа и на местото Вражи вир, замислете, каде што пронајдено возилото, и за да ги спореди. Можете да претпоставите прв пат кога дојде, се сеќам, тоа беше по настанот 2013 чинам година, она дојде практично без да има анализа извршена на местото каде што е најдена ПМВ. На моје прашање зошто тамо не отидена, па дека заборавила дека тамо требала да земе. Она кажува дека земјата е пронајдена од Смилково езеро, она што лабораториски наводно ја вештачила, при тоа не земејќи од местото каде што е возилото, за да се констатира практично да се спореди. И една компарација да се направи. Дали практично на ова возило има земја од локалитетот на Смилково езеро. Меѓутоа накнадно направи таква анализа, отиде, замислете, сама отишла, без придружба, не знаејќи при тоа возилото не било тамо на местото кога отишла, како знаела да речеме каде било и возилото и паркирано, имајќи предвид дека земјата може да се разликува на неколку метри. Од ист локалитет, на 10 на 5 метри може да различи составот. Значи многу е битно да се утврди составот што содржи точно кои елементи, што не е направена. Во случајот е само Мансел метода употребена, односно компаративната метода, споредба на боите, каталошка споредба со Мансел на боите од земјата што и наводно дека се сопаѓале. Се воспостави тоа, ние го утврдиме дека не било можно она да го изврши вештачењето, што е едно од најсложените, ако не најсложено воопшто вештачење, кои современите земји имат проблем со лабораторија да го сторат. Се постави прашањето, немаше ни да тоа одговор, како можела да на блатобраните пронајде земја од Смилково езеро ако возилото се движело од тоа место 18 километри. Се разбира дека земјата се таложи, од гумите се таложи на блатобраните. Меѓутоа вие не можете да ја пронајдете, никако да ја детектирате таа првата земја од каде што стартувало возилото. Вие ќе најдете последната земја каде што е возилото, имајќи предвид дека се смеси, се лепат, така да кажам, една на друга. Што е најинтересно на самиот главен претрес, можам да кажам дека практично беше во една мат ситуација. Она уствари призна, и тоа пред сите, пред обвинителот, пред целиот судски совет, пред одбраната и пред вас, медиумите, она призна дека тоа нешто го додала во своето вештачење. Тоа се незини зборови. На прашање на јавната обвинителка Фатиме Фетај дали тоа само иницијативно го направи или од некој друг, прво немаше одговор. Јас мислам дека е тоа по некои директиви, и тоа директно е направено според мене од министерката бивша за внатрешни работи, бидејќи се тие вештаци на МВР знаеме, на подносителот, замислете, на кривичната пријава, па се знаете колку се тие објективни. Она практично призна дека она ги додала елементите и дека не извршила таква лабораториска анализа, бидејќи немале ни услови. Значи, веднаш тука требаше да се поднесе едно обвинение, се воспостави дека е чист фалсификат на вештачењето, но сакајќи да абсолвират одговорност, судскиот совет, меѓутоа на иницијатива на обвинителката Фатиме Фетај го прекина незиниот исказ со тоа што и дадоа време, некој диапазон интервал временски од некој 15 на дена чинам, ако не и повеќе, да некако она ја работа да извади, така да се изразам, односно да се коригира некако. И што се случува понатака, уште поинтересно, доаѓа вешто лице Антич, нека претпоставена, која нас ни кажува дека она лабораториски во сабота ја викнале, била, значи, на некој повод, некоја свадба чина,
Меѓутоа, тамо за пола сат толку идно ја повикале. Значи, она го кажува тоа дека се случува веднаш тогаш кога е направено вештачењето од страна на Снежана Николовска, односно на 14 април, значи од кога е пронајдено ден после тоа возилото, дека лабораториски со некој си микроскоп, што не е точно дека извршила анализа, цело време збори господј Антич вештакот, кој пат им кажа не е вештак, не е во статус на вештак, а таков и го додели судот, туку беше како сведок, и како такво она немаше право да биде во близина и вештото лице Снежана Николовска, која цело време и суфлираше, што може да се утврди од нашите реакции, меѓутоа и од снимките. Цело време значи реагираме на тоа, бидејќи не може да се дае својство на вештак на лице кое нема извршено вештачење. Меѓутоа не се она тука се фати во една чиста лага, бидејќи цело време збори за сабота, како била негде на прослава на свадба, како отишла за пола сат, по повик телефонски на предпоставен, да после од кога јас и кажав дека се работи за сосем друг датум по вештачењето, кое ни го даде во посет, дека се работи за еден период од после 2 месеца, немаше на тоа одговор практично и овој сведока, не вешто лице се фати во чиста лага. Ние сме во тек во припрема со другите бранители на подесување на такви пријави за лажни искази, на овие две кои се флагрантно значи откриени, и мислам дека овие се тие 4 елементи на кои се базира цело време си во овие 90 години, значи ова обвинение. Господин Рауфе, во јавноста е нејасно и мотивот за убиството. Се тврди дека тоа е тероризам поради исламски радикализам. Каде е таа група? Кога е формирана? Се знае дека терористите извршуваат такви злосторства за да постигнат некоја политичка цел. Која е политичката цел што наводно овие луѓе сакале да ја постигнат? Значи, прво што се однесува до мотивот, тој не може никош да биде детектиран ако ти ги немаш, ако ги немаш сторителите на деликтот. Не можеш да најдеш никош. Значи, ни мотив, ако не. Се вели дека тоа дека се работи за тероризам, за кривично дело се вели, се тврди, и тоа е некоја инерција од првобитната изјава, ако се сеќавате на министерката, пак ќе спомена за внатрешна работа госпоѓа Јанкуловска, која на изјавата и тоа кога беше притворот, уште пред да стигнат кај баш тоа го седе пред истражниот судија, у тоа време имаше истражен судија, не судија на претходна постапка, дури пред и таму да стасаат, кажа дека се работи за радикална голема група исламска, значи поврзани со Афганистан, со ИСИС, etc. и многу други земји, такви кои се инволвирани во такви, значи во џихад и во слични работи, за да после тоа од главниот председател произлезе дека никој од овие воопшто не бил во тие земји кои ги наброја министерката бивша на внатрешни работи. Не биле ни дури како туристи, не дека биле терористи, но дури ни воопшто никогаш не патувале по Афганистан, Ирак, Иран и сите тие држави што ги напомена, што ги спомна министерката. Значи ова отпадна дека се работи прва радикална група, се сеќава дека првобитно беа лишени од слобода 20 и нешто лица, за да остане бројката на 7, за да на крајот во финале некоја во првостепена пресуда имаме обвинети само 3 за кривично дело тероризам. Имајќи предвид дека еден е ослободен, а другите 20 се за сосем друго дело. Не за помагање, тука се прави поготово кај лаиците и грешка. Не се работи за помагање на сторител за извршување на тероризам, туку за сосем друго, беззаздено би рекол најблаго, едно од поблагите кривични дела, кои да побинителен предлога да кривичното дело помагање на сторител по извршувањето на кривичното дело. Наводно дека од кога го извршиле кривичното дело, овие двајца што се дале во бегство, Хаки Азири и Фези им помогнале, да напуштат Република Северна Македонија, што не дека не се докажа, туку напротив се докажа дека не им ни помогнале. А од друга страна добиле максимални казни? Од друга страна, максимално можните казни се дадени, што е еден правен раритет. Значи, максималната казна, согласно законот за кривична постапка за стариот зборам, беше до 15 години, после таа зголема 20. Доби 15 години максимум Фези Азири, а ставот беше другачи кај Хаки Азири, дека наводно
не знаел дека помага, па ако нема умисла, воопшто не може да се осудат прво за тоа дело. Се подразбира дека потребна беше и тука една конфузија која ќе докажеме во жалбата и дадене му на место 10 кој му беше максимално запретена да не му се 9 години. Рече си максималната без една година. После кога беше донесена пресудата во повторно одлучување, вие пред јавноста рековте дека сте убедени дека овој случај е монтиран од тајната полиција. Зошто мислите? Зарем досега вие ќе ви одговорам со едно прашање. Ќе си дозволам, зарем досега не се докажа дека е монтиран овој случај. Ако се земе преди дека првобитно МВР, односно судот определува притвор за 20 лица. Они се етикетирани се голема терористичка група со радикален ислам и така натаму. После тоа се ретирира, се обвинуваат, остануваат како обвинети 7 лица. Понатака што се случува во првостепенијата постапка, во тогашната првостепена постапка, кај друг совет, во основниот суд се ослободува Сејди Рами, едното лице од тие 7, остануваат 6. Обвинителство се жали, апелација одбива жалбата на обвинителство и тој се абсолвира од овој предмет, остануваат 6 мина да се обвинети. И осудени сите 6 мина за тероризам, тоа е многу битно. Значи, имате ситуација каде биле 7 души, 7 обвинети, осудени, и тоа не само во прв, туку и во втор степен, пред апелација потврдена, што исто така се произнесува, патем да дофрлам и Врховниот суд се изненаден како можел тоа да го потврди, апелационот како повисок суд. И сега имате ситуација, значи, да до сега, во овој стадиум, е докажано дека од тие 7 осудени, обвинети за тероризам, кривично дело, и со доживотна казна затвор осудени, ви имате сега на ситуација да останало обвинителството на тројца, што значи процентално некој 60% е докажано до сега, одбраната успе да докаже дека бар 60% до сега е монтиран со самото тоа што епилогот е таков, што се ослободени двајца, а двајца практично и ме сменот сосем членот. Воопшто не се обвинуваат за тероризам, туку на помагање на сторител. Остануваат тројца за кои сум убедени, имајќи ја предвид оваа одлука на Врховен суд, каде што е таксативно по пасоси и кажано дека јас сум убеден дека пак кога ќе стигне, дај Боже и да не стигне, верувам дека апелација ќе има таква доблест, за да воопшто немаме потреба и да поднесеме дека знаете дека војна е жалбата во случај кога се изрекуваат казни до животен затвор, меѓутоа Врховниот суд нема да оди сигурно против себе, против својата одлука. И јас сум навистина пријатно изненаден од стручноста и доблеста на овој суд и јас сум сигурен дека напротив дури ќе има, ако во случај Сукин, ако мериторно не одлучи, дека ќе има и такви напасија, согласно кои значи ќе мора овие да бидат ослободени. Практично во прв степен, имајќи предвид дека е таксативен, Врховниот суд вели дека немате докази дека се овасторителите. Значи, ја останам на таа изјава што ја дадов од секојаш ќе додека не се смени нешто, не верам дека ќе се смени, дека беше мотив да се дестабилизира Република Северна Македонија. Знаете кој се беше на власт, каков режим имавме во тоа време и знаете на кого практично му беше потребен дефокус. Дефокусирање на јавноста беше единствениот мотив. Знаете значи за кој период се работи, за кој режим кој владееше и знаеме дека сите три власти практично законодавна, извршна и судска беа споени во една власт. Господин Рауфи, благодарам на разговорот. Молам.